Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. 15 на фолклорни ансамбли, од кои 7 од странства, останатите од Македонија, настапија на 33-тото издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибенско здравоживо. Домашните и странските ансамбли традиционално прво настапија на свеченото отварање во саботата во Истибање. Гостува и во соседната македонска каменица. Во понеделникот во Виница се заигра најголемото орос со танци на народите, а со дефиле и со финален концерт на сите учесници. Фестивалот заврши во средата вечерта на Виничкиот плоштад. Стојко Митковски, директор на фестивалот, вели дека како реномиран детско-младински фестивал за учесници од 12 до 18 години, Истибенско здравоживо и дел од светските организации на УНЕСКО, ЦИОВ и ИОВ, а во изминатите 33 години на него годишно настапувале во просек по 15 до 20 домашни и странски фолклорни ансамбли, при што се склопиле многу пријателства меѓу млади луѓе од целиот свет. Целта на фестивалот е да се ближат младите, децата од светот и од Македонија, така што многу се случили и бракови од овој фестивал од Македонија и од земјите од светот, пријателства кои што сега се семејни пријатели, така што си одат едни кај други на гости и тоа продолжува и тоа не е нас гордост ние што навистина фестивалот спои многу луѓе од целиот свет. Организатор на фестивалот е фолклорниот ансамбл Китка од Виничкото село Истибања, кој го нарекуваат и амбасадор на македонскиот фолклор, зашто годишно настапува на повеќе од 10 реномирани фолклорни фестивали, од кои барем половина се во странство, а на нив речиси редовно освојува награди и признанија. Ансамблот постои 43 години, има повеќе од 300 активни членови од Истибања, но и од Виница и од Виничките села. Ретко кој во Истибања не е играорец или песнопоец. Изворниот фолклор се пренесува од генерација на генерација, па Китка има детска, младинска и ветеранска група, а во нив играат, свират и пеат фолклористи од 7 до 77 години. 60 годишниот Мјалчо Гаврилов, 23 години, е дел од Китка. Среќен што со ансамблот пропатувал низ многу земји, репрезентирајќи го македонскиот изворен фолклор. Љубовта во орото и песната ги наследил од своите родители. Старите мои се играорци, и јас сум потекло од моите стари со таа навика и мерак на играњето и на фолклорот. И тие порано и мајка ми како стара членуваше и има одено преку граници, преку Сокитка, како песнопојка. Задоволство од учеството на годинашното Истибенско здравоживо изрази и гостите од Литванија, Турција, Словенија, Косово, Хрватска, Бугарија и од Молдавија. Николина Лукети Каделија, уметничка раководителка на културно-уметничкото друштво Клек од Огулин, Хрватска, рече дека по гостувањето во Охрид пред една деценија, ова бил втор нивни фестивал во Македонија и останале многу задоволни од 7-дневниот престој во Истибање и во Виница. Јако нам е било лепо, ево ја морам уистину израсти задоволство. Многу ни беше убаво. Морам да го изразам задоволството особено од ансамблот Китка што не покани да учествуваме на фестивалот. Им се заблагодарувам и на родителите кои ги угостија децата, затоа што беа сместени во куќи кај нивни врасници, а тоа беше посебно доживување. Да другаруваат со вашите деца, да се запознаат со вашата култура, храна. Им беше многу убаво. Настапите секаде беа прекрасни. Поминуваме 7 дена во Македонија. 13-годишната Петра Стипетика од Оголин пак е прв пат во Македонија. Запознав многу луѓе. Ми беше многу убаво. Ансамблот Пиринче од Благоевград има 35 годишна традиција. Раководителката Гергана Грозданова истакнува дека во октомври годинава прв пат и тие во Благоевград ќе организирале фолклорен фестивал на кој годинава ќе настапиле само бугарски ансамбли, а в година ќе станал традиционален, па Китка од Истибања ќе биде меѓу првите поканети. За први пат Пиринче идва на фестивала. Прв пат Пиринче е на фестивалот Истибанско здравоживо. Многу сме задоволни од приемот, од односот на домакините, на другите состави, а задоволни сме и од концертите. Еден мал празник за нас беа овие 5 дена.
че един малък празник бяха за нас тези 5 дни. Покровител на Истибенско здравожива општина Виница, фестивалот е поддржан и од Министерството за култура. Градоначалникот Ивица Димитров на свеченото затварање меѓу другото истакна. Оно што е најбитно и за нас како домакини, но и за самите учесници е дружбата, позитивните вибрации и секако најголемата сатисфакција за мене лично е задоволството и насмевката кај оние млади и надежни следбеници на културното наследство и традиција. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk